Па, ајде Верче Блажевска, нашата колешка која е дежурна утрово на терен, да ја поздравиме повторно и да ги слушнеме овие информации. Добро ти утро! Така, Јована, добро утро тебе и на Александар во студиото. Поздрав за сите гледачи кои ја следат утринската програма Ја сакам Македонија. Во второ линковско вклучување од терен се наоѓаме овде во јавното предпријатие Водовод и канализација, како што кажа и ти, да ги слушнеме сите новитети кои што ги имаат направено изминатиот период. Се со цел на некој начин олеснување на граѓаните кои што мора да си ги подмират сметките и се она што треба да го завршат нели овде во ова јавно предпријатие. И всушност малку и да поразговараме околу тоа како оваа институција работи во време на вонредна состојба и во услови на пандемија со COVID-19. Токму затоа ќе поразговараме со раководителот на сектор Зоран, кој што ќе ни каже нешто повеќе околу сето ова што јас го најавив, околу тоа како работат, околу се она што е организирано и околу можеби она што најмногу ќе ги интересира новата апликација. Добро утро и добро ни дојдовте во Ја сакам Македонија. Добро утро и вам, добро најдов. Значи, јавното предпријатие Водовод и канализација како давател на услугите во последниот период сретнат со проблемите настанати од ковид ситуацијата, воведе новости преку својата веб апликација. Тие новости се однесуваат за плаќањето. Значи, самата веб апликација е ажурирана, подобрена и има поголеми услуги кои што можат да ги користат корисниците на нашите услуги. Дел од услугите се брзото плаќање, пријавување на состојба на граѓаните, увид во самата состојба на платени и неплатени сметки, ажурирање на своите податоци, информации од карактер на работата, непрекината работа на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. И само да напоменам дека ова јавно предпријатие е пионер и едно од првите комунални предпријатија во државава која што направи апликација, мобилна апликација за Android и iOS. Со самото ова, значи, корисниците на нашите услуги добија можност да вршат безконтактно плаќање на нашата страница, со тоа избегнуваат, значи, гужви, избегнуваат несакани средби, избегнуваат заштита, значи со самото тоа се добива заштита која што во ова време невреме ни е навистина потребна и што е најважно, значи избегнуваат дополнителни давачки од својот джеп, нема провизија и сите тие. Така, господине Недевски, околу новата апликација, сите оние се загрижени, особено повозрастните, околу оние посетени инкасаторите дома, кои што треба да ги проверат водомерите. Всушност и новата апликација ви е насочена токму кон тоа. Зашто станува збори како функционира истата? Значи, во новата апликација, како што и претходно напоменав, имаме можност за пријавување на состојба на корисниците на нашите услуги, со едноставно фотографирање на својот водомер или едноставно запишување само на состојбата на водомерот на бројчаникот, се доставува преку апликацијата, значи или фотографијата или состојбата, а нашите надлежни служби понатаму вршат процесуирање и генерирање на сметките согласно примената состојба од корисниците на нашите услуги. Во последниот интервал, поради ново настанатава состојба, чисто за заштита и на нашите вработени и на корисниците на нашите услуги, нашите инкасатори, значи, вршат отчитување на водомерите, меѓутоа само во индивидуалните куќи, односно водомерите кои што се наоѓаат во водомерни шахти, додека водомерите кои што се наоѓаат во становите на корисниците, не се врши читање, ќе се испорачаат сметки согласно просечна потрошувачка, утврдена претходно, меѓутоа во минатиот период, минатиот месец и овој месец, веќе нашите инкасатори се задолжени со едно известување кое што го лепат на влезната врата и ги повикуваат корисниците во рок од 2 дена да ги достават своите состојби, така да и на овој начин пробуваме да излеземе во пресрет на корисниците на нашите услуги. Ова ми се чини некој начин, не знам, вие ќе кажете како функционира засега откако сте го вовеле во пракса. Ми се чини дека е навистина добар начин. Дали размислувате да го продолжите и понатаму без оглед на тоа до кога ќе трае пандемијата и без оглед на тоа дали понатаму ќе се вратиме во нормала?
Значи, независно од пандемијата, ова го имаше водовод во предвид да се олеснат сите работи и сите пристапи кон услугите кои што ги дава ова јавно предпријатие, без оглед на завршување на пандемијата. Значи, ќе се продолжат овие услуги. Услугите се наменети за олеснување на корисниците на нашите услуги. Сепак сме сервис на граѓаните и сепак се правиме да биде полесно за граѓаните. Сепак дел од нив можат да го направат тоа така по електронски пат, да речеме, дел од оние на некој начин повозрастните можеби или кои што не користат толку социјални мрежи и електроника, веројатно ќе дојдат сепак овде и утрово, откако ние пристигнавме овде, навистина гледам дека голем број од граѓаните доаѓаат за да си ги завршат оние обврски кои што ги има, дали околу сметки, дали околу некои нејасноти. Во тој поглед, како во работите последниот период, во поглед на заштитата, во поглед на препораките? Уште на самиот старт, кога дојдовме, не пречека обезбедување, кое што ни понуди средства за дезинфекција, морам да кажам, маски, ракавици, доколку немаме. Одржувате некое растојание, меѓутоа како се работи во услови на пандемија со COVID-19, како да се работи во вонредни услови, во услови на полициски час, како се соочуваше јавното предпријатие водовод и канализација изминатиот период со сето ова што се случуваше? Значи, вака јавното предпријатие не само што се соочуваше, се уште се соочува со новонастанатава состојба. Значи, најнапред да напоменам дека со редуцирани сепак сили работи ова јавно предпријатие, редуцирани ни се вработените од причина што се почитуваат мерките и препораките кои што се издадени од владата и од Министерството за здравство. Дел од вработените по основ на мерките и препораките не доаѓаат на работа, меѓутоа со преостанатиот дел од вработени се извршуваат целосно работните обврски. Секој корисник на нашите услуги ќе биде услужен и е услужен. Ова предпријатие сепак работи 24/7, не може граѓаните да трпат и да не добијат услуга во случајов вода за пиење. Се соочуваме со недостаток на работна сила, меѓутоа се носиме со сето тоа. Работното време е прилагодено согласно препораките и условите и полицискиот час. Секој работен ден од 7:30 до 17 часот, значи работат шолтерите за наплата и приемот на странки, а во сабота од 8 до 13 часот. Ние и понатаму ќе продолжиме да ги даваме услугите, значи непречено. Сведоци се и граѓаните дека во целиот овој интервал јавното предпријатие излегуваше и ќе излегува во пресред и ќе испорачува вода. Во овој период, значи, ги следиме повторно, ќе кажам, мерките и препораките, не се врши исклучување на корисниците. Сепак би повикал до граѓаните, сакам да напоменам дека ова предпријатие не е буџетско предпријатие, не екзистира од буџетски средства, тука екзистира од средствата прибрани од граѓаните за испорачаната вода, за испорачаните услуги. Би ги повикал сите граѓани и правните и физичките лица, сите кои што се во можност да го извршат сервисирањето на својот долг, со тоа ќе придонесат да сите добиеме да ја добиваме и понатаму квалитетната услуга која што ја нуди ово предпријатие. Така. Колку веќе над 100 години, колку време добиваме квалитетна вода за пиење од јавното предпријатие? Од 1907 година, значи, ова јавно предпријатие постои и непрестојно ги нуди своите услуги и добиваат граѓаните на град Скопје квалитетна вода. Така, рековте дека работите со редуциран кадар, затоа што ги почитувате нели препораките, дел од нив мора да бидат дома со едно детенце кое што е до 10 години, дел претпоставувам заради хронична болест и заради сите оние препораки нели кои што беа на Министерството за здравство на Република Македонија. Меѓутоа, може ли да кажете дека ќе излезете позитивно од оваа криза? Ќе претрпи ли ова предпријатие некои загуби? Претрпивте ли можеби загуби во однос на вработените? Дали станува збор само за придржување до препораките или станува збор како што беше случај во многу предпријатија, во многу фирми, делење на откази на вработените? Не, значи во ова јавно предпријатие нема делење на откази, само почитување на мерките и препораките кои што се издадени од владата и од Министерството за здравство. Факт е дека во изминатиот период, значи во овие 2 месеца, факт е дека имаме минорни загуби во однос на плаќање на давачките кои што ги имаат граѓаните кон нас, меѓутоа се надеваме дека во наредново тромесечие ќе ги постигнеме нашите цели и нашите проекти. Така, кажавте во текот на вашето излагање, меѓутоа би сакала да потенцираме, не планирате исклучување на корисниците?
Значи во моментов се почитуваат мерките и препораките и нема да се врши исклучување на корисниците. Така, и во поглед на она што го прашав околу тоа како функциониравте, бевме сведоци изминатиот период дека навистина се случуваат дефектите. Тие не бираат нели време, не бираат дали сме во услови на вонредна состојба или во услови на пандемија, полициски час. Како се одвиваше работата на терен, како се одвива тие санирање на јавените дефекти? Значи, ниту еден дефект не е останал несаниран. Самите граѓани и корисници на нашите услуги можат да потврдат дека секојдневно ја добиваат нашата услуга, а самото тоа покажува дека навремено се сервисирани сите дефекти и навремено се отклонети и санирани сите дефекти. Така, и уште еднаш да им повториме, освен од понеделник до петок, работите и во сабота, така тоа И е во на сабота, некој начин новитет. Од колку до колку часот? Значи, од понеделник до петок од 7:30 до 17 часот, а во сабота од 8 до 13 часот. Така, апликацијата која што може да ја користите е едноставна, лесна, безбедна. Значи, и едноставна, и лесна, и безбедна, и може да се користи во секој момент, значи, наједноставна, најлесна, мислам, многу, само треба да се следат упатствата кои што се дадени на нашата веб страна. Ништо повеќе. Така. И на самиот крај уште да прашам, овде ги почитувате мерките и препораките, колку граѓаните, колку оние кои што доаѓаат да се ги завршат обврските, колку од таа страна наидувате на почитување или на непочитување на мерките за заштита, за дистанца, за растојание? Се почитуваат, значи, мерките и од страна на вработените и од страна на корисниците. Самите сте сведоци, еве, во овој момент, додека се снима емисијава, гледате дека сите корисници кои што доаѓаат, значи, ги почитуваат сепак мерките, меѓутоа, сето тоа зависи и од нас и нашите вработени кои што се задолжени за спроведување на тие мерки и препораки, имаат добиено напатствие како да се однесуваат, односно не смее да влегуваат странки без заштитната опрема. Така. Господине Недевски, ви благодарам што бевте дел од утринската насител Ја сакам Македонија, што одвоивте дел од вашето време и да споделивте корисни информации со граѓаните, со нашите гледачи на Ја сакам Македонија и секако со корисниците на јавното предпријатие. Ви благодарам и вам, чувајте се, имајте добро здравје. Исто и вие. А ви благодарам и вам. Верувам дека овие информации кои што ги споделивме овде од јавното предпријатие Водовод и канализација на Република Македонија навистина ви беа од корист. Верувам дека на некој начин можеби доколку досега немавте слушнато или не знаевте дека можете по електронски пат или дека не можете преку апликација, сега го можете тоа на едноставен начин само со фотографија од вашиот водомер и само со бројките кои што се нели таму покажани да ги пратите онамо каде што треба. Сите информации доколку ова не ви беше доволно јасно, за дополнително може да се јавите на телефонските броеви на јавното предпријатие Водовод и канализација или може да дојдете и тука секако со сите мерки за заштита. Да, ако не пречи, ако уште тука соговорникот, едно прашање. Наши гледачи прашуваат. Значи, прво ја поздравувам и јас и ова на апликацијата, предоставам дека младата генерација брзо ќе се снајде и ќе се ухода, но што правиме со повозрастните граѓани. Моето конкретно прашање, односно прашањето на гледачите кој што јас го споделувам, дали има опција Водовод и канализација на град Скопје со телефонско јавување да се пријави состојбата на водомерот, таква можност по мејл и по телефон без фотографија има во Ева на Македонија, но дали може, супер апликација, дали може на телефон да се пријави? Тоа ми е прашањето, не знам колку ме разбра. Без фотографија. Така, Александар, да. Имаме прашање од колегите од студио, поточно верувам од наша гледач дека како што кажа Александар е прашањето, конкретно прашање што е навистина многу добро. Што со повозрастните граѓани? Како што кажав, дел од нив нели ќе се снајдат да по електронски пат ќе симнат апликацијата. Рековме дека е лесна, едноставна, меѓутоа не сите користат нели смартфони, не сите користат толку интернет во толку големи цели. Што со тие? Дали можеби постои некоја опција еден едноставен телефонски повик на телефонски број? Дали можеби планирате уште малку да ја расширите ова процедура која што сте ја вовеле за да можат на поедноставен начин или барем по имејл, затоа што голем дел сепак користат, барем толку нели можат да направат или што е наједноставно секако по телефон. Значи, како што и претходно напоменав, на нашата веб страна имате контакти на кои што можат странките да се обратат. Покрај телефонскиот контакт кој што постои во нашиот дежурно информативен центар, каде што постои кол центар, преку кој што кол центар пристигнуваат и се слеваат сите информации од типот на пријавување на состојба, од типот на добивање на сметка која што недостасува,
од типот на било каква рекламација, информација и сите тие работи. Значи, покрај телефонскиот број кој што можат да го искористат граѓаните, можат да искористат и на контакт мејлот, кој што го има на нашата веб страна. Значи, едноставно да си ја пријават состојбата и преку мејл и преку телефонскиот број кој што постои во дежурна информативна. Да, тоа е одлично, затоа што Тоа верувам дека така постои, што значи тоа поголема е, група на не го граѓани. напоменав јас, бидејќи тоа постои со години наназад, значи не е новина. Денеска разговаравме за новините кои што ги воведе ова јавно предпријатие, меѓутоа ова е веќе постоечка работа која што се користи со години наназад. И уште еднашка сакам да напоменам дека нашите инкасатори во периодот од понеделник веќе се отпочнува со отчитување овој месец, повторно ќе залепат известувања кај граѓаните каде што ќе можат да ги остават на своите влезни врати состојбите. Значи таа и третата опција која што ја нудиме во моментов поради новонастаната оваа состојба. Така, ви благодарам, одлично. Верувам дека во оние карони кои што цело време одеа додека ние разговаравме, беше впишана токму таа мејл адреса која што има потребна на граѓаните, тој телефонски број на кој што треба да се јават, за да ги добијат сите информации за тоа каде треба да се упатат или што треба да направат, за да можат, како што каже колега, и ова да си го решат, оние кои што не користат нели смартфони или толку во голем број технологија. Да, добро разбравме, одлично е тогаш, значи продолжува стариот систем да може и по телефон да се пријави, а оние кои што сакаат помодерно да го решат проблемот со апликацијата, тоа ни беше прашањето, односно нашите гледачи. Благодарам многу, Верче, детална, точна, професионална, како и секогаш Верица Блажевска во живо од јавното предпријатие водовод и канализација на град Скопје.